Вториот предлог е трансфер на вработените од јавниот сектор во приватен сектор, со тоа што приватната фирма би понудила повисока плата за вработените, а државата во одреден временски период би ги плаќала придонесите за тој соодветен работен. Потоа пакети за преквалификација на вработените од јавниот во приватниот сектор согласно потребите кои што би ни ги доставиле представниците на приватниот сектор, значи стопанските комори, но и од агенцијата за вработување, значи преквалификација согласно она што е потребата на пазарот на трудот во приватниот сектор и трошокот за оваа преквалификација да биде на страна на државата. Третиот пакет за кој што разговараме е отпремнина, значи по своја волја, ќе нагласам по своја волја, вработени кои што сакаат да го напуштат јавниот сектор, да понудиме одредена атрактивна отпремнина со цел да тие своеволно евентуално го напуштат јавниот сектор. И нормално имаме предлог кој што предлага преквалификација за внатрешни потреби, дел од функционалните анализи не се да покажат само вишоци, туку цело време и ова го зборуваме, и одредени недостатоци на кадар што ги имаме, и за тоа зборувам особено во органите на државната управа и оно што е јавна администрација, не целиот јавен сектор. Имаме идентификуван недостаток на одредени кадри и ќе се обидеме и со преквалификација и внатрешна реорганизација да ги пополниме овие недостатоци. Се зборуваше за некакви друг вид на јавни приватни партнерства, но ова е реално предлог кој што доаѓа од страна на другите партнери во овој диалог и треба дополнително да се доразработи.